сите кожуци од едногодишното производство не се умртвуваат. Еден помал дел од нив, а тоа се најквалитетните, се одвојуваат за да го продолжат својот природен процес. Свилобубата се преобразува во пеперуга и како таква излегува од него. Веднаш по излегувањето, пеперугите се спаруваат. 4 до 6 часа во таква положба, доволни се пеперугата женка да биде оплодена. Потоа машките се веќе непотребни, а женката ставена во книжни кесиња, во рок до 10 дена ќе снесе јајца и умира. Месец дена после тоа, пеперугата женка станува обект на лабораториски испитувања. Од тоа, дали е нејзиниот организам здрав, зависи дали и семето ќе биде примено за одгледување на нови свилобуби. Кога е сторено се, здравото бубино семе се остава во зимникот се до првата пролет. Штом пролетта ќе зацари на југ, заедно со другите растенија и црниците ги развиваат своите николци. И токму овде, во задружното село Богданци, каде што е свиларството основна производна гранка, би продолжила приказната за свилената буба. По традиција, пренесените искуства во одгледувањето на свилената буба, но сепак под контрола на најстарите во семејството, како и на паствијата на стручњаците, буба одгледувачите ги користат во припремите. Вршејќи дезинфекција на свиларскиот прибор, буба одгојувачите ги уништуваат зародишите на најопасните болести за свилената буба, познати во науката како мускардина, флашерија, грасерија и пебрина. Потоа се пристапува кон пилење на семето. Кај баба Филка Џочкова, во нејзините свиларници, ќе го пратиме овој најинтересен процес во одгледувањето на свилобубата.
Свилобубата, тоа е ларвата од бубачката Бојбикс мори, од родот Лепидоптера на ноќните пеперуги. Таа е една од најосетливите бубачки припитомена од човекот, поради која причина и нејзиното одгледување е сврзано со големи грижи. Инаку, свилобубата расте многу брзо. Од моментот на испилувањето, па до завивање во кожурок, таа ја уголемува својата тежина 8 до 10.000 пати. За да се постигне таква разлика за свилобубите, а и за баба Филка, потребни се најмалку 30 деноноќија. Еве, бубите веќе не мрдаат. Кој што не го познава нивниот живот би помислил готово, бубите веќе се умрени. А за баба Филка, тоа е радостен момент. Нејзините буби спијат, потоа се пресвечуваат и растат. 40 години веќе секоја година пред нејзините очи растат нови свилобуби и никогаш не ѝ се случило да ѝ пропадне трудот. Баба Филка ги познава и најскрените желби на свилобубата. Свилобубата бара чистоќа, бара специјална нега. Сакаат одгојувачката да е постојано околу нив, да им подава храна, да им ја поддржува топлината. А сето тоа искусната одгојувачка им го дава. И додека бабата Филка и стотина како неа деноноќно бдеат над свилобубите, дотогаш нивните домашни се во полето. Безбројните црници, што така складно е красат природата, за неделат веќе ошутат, ќе ги снема нивните раскошни гранки, полето ќе го изгуби ладот. Свилобубите растат, секој ден ги полнат своите утроби со свилена течност. Бубите се веќе во последната возраст. Тие се во период пред самото завивање во кожурок. И покрај деноноќната грижа, за која сме и самите свидетели, на свилобубите не може секогаш да им се угоди. Тие се слабо отпорни, така што една најмала нерадовност може да го спречи нивното завивање во кожурок. Еве, некој од нив веќе не мрдаат. Жолтицата ги совлада. На баба Филка не ја останува ништо друго, освен побргу да ги острани, за да има возможи на здравите да се завиткаат во кожурок. Кон 30-тиот ден од одгледувањето, свилобубите престануваат да се хранат. Нервозно се нишаат на гранчињата. Овој момент бубоодгојувачите просто го дебнат. Веднаш им ставаат суви грмушки, на кои бубите почнуваат да плетат. Три дена и 3 ноќи без запир свилобубата си го гради свиленото капче. А како ќе излезе од него, жива или мртва, тоа зависи од луѓето.
свилувањето на грмушките, процесот околу завивањето е веќе завршен. Домакинствата пристапуваат кон чистење и грубо пласирање на кожурците. Кожурокот ќе се преобрази во пеперука и ќе го продупчи кожурокот. Такви протупчени кожурци не се потребни на индустријата. Затоа преку печење и се спречува на свилобубата да се преобрази во пеперуга. На температура од 80 до 86 степени завршува природниот процес на свилобубата. Нејзиниот кожурок станува сировина на индустријата. Фабриката за свила во Гергелија и во свиларскиот комбинат во Тито Велес, свилените кожурци се сортираат на категории. А потоа во одмотувачкото оделење, со помоќта на модерни строеви, се одмотува свилената нишка од кожурците. Искусните работнички брго ги ловат излезните нишки, ги вденуваат во 12 окна, кои погоре на стројот се соединуваат во едно и прават свилен конец. Потоа свилените пасма се носат во така наречената свилена соба, каде конецот се чисти од разни нечистоти и се пакува како свилен полуфабрикат за потребите на нашата текстилна индустрија. А од оние кожурци, чии што свилобуби не се умртвија и натаму продолжува природниот процес за ново семе, нови свилобуби.